110 години по идејата на Клара Цеткин продолжува борбата за економска, политичка и социјална еднаквост на жените. 8-мартовски марш денеска низ улиците во Скопје. Женскиот пол маршираше за родова еднаквост, но и за расчистување на случајот со јавна соба. МВР и обвинителство да почнат да работат. Кривична одговорност за јавна соба побараа жените на маршот. Денес ја изрекуваме следнава пресуда. Виновни се за соучество во злосторство. Сите кои имаат моќ, одговорност и ресурси да обезбедат достоинство, правда, безбедност и заштита на личната сигурност и животот на жените и девојките, а не го прават тоа. Сите кои маршираа беа облечени во црно, да изразат гнев и револт. Порачаа дека кривична одговорност треба да има за сите, а не само за тие што објавувале податоци, фотографии и видеа за малолетни девојчиња. Жените работнички се изложени на работа во специфични услови, но и на незаконско намалување на платите, отпуштање, притисоци и вознемирување на работното место во целата измината година за време на пандемијата, информираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Оттаму упатуваат апел до владата да ја ратификува Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот за спречување насилство и вознемирување на работници, која ги заштитува работниците и другите лица во светот на работата. И Министерката за труд и социјална политика Шахпаска порачува борбата за родова еднаквост продолжува и нема да престане до исполнување на целта. Законот за заштита и спречување од насилство врз жените и семејно насилство е многу значаен за нас како општество. Тој предвидува мултидисциплинарен пристап во кој ќе бидат вклучени и други министерства. Од ВМРО ДПМН велат дека не е доволно направено и дека се дозволува дискриминација на жените. И во 21 век ние говориме и се бориме за женски права и рамноправност во сите сфери во општеството. И ако некој ме праша дали е доволно направено, секако дека ќе кажам не. Бидејќи и покрај многуте закони во нашата земја, сепак во изминатиот период бевме сведоци на низа дискриминации на жените. Сите податоци покажуваат дека во време на пандемија има зголемување на семејното насилство за 45%, од кои што најголем број жртви се токму жените. Инаку во Македонија бројот на жени со завршено високо образование е повисоко од високообразованите мажи. Според податоците од Државниот завод за статистика, во изминатите 20 на години, 59% од вкупниот број високообразовани луѓе во Македонија се жени. Секоја година, Меѓународниот ден на жената служи како потсетник дека жените честопати се помалку ценети за својата работа. Она што не се променило во последните години е и фактот дека работата по дома се уште и припаѓа на жената. Дури 37% од домашните активности како подготвување на храна ги вршат жените, додека кај мажите тој процент е 12%.